До крајот на месецот владата ќе го активира разрешувањето на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски во собранието, потврди премиерот на денешната средба со новинарите. Планот е целата постапка да заврши за околу месец и половина. Постапката беше запрена по Кочанската трагедија. Во однос на платите на судиите, премиерот го повтори ставот дека нема да може да се обезбеди процентот од 0,8% од државниот буџет за вработувањата што ги бараат во јавното обвинителство. Побарале да им се изготви листа за колку вработувања се работи и на кои позиции, и Министерството за финансии ќе обезбеди средства. Законот за судски совет е готов и е пратен на мислење во канцеларијата на Европската комисија. Законите од реформската агенда пак дел се подготвени, дел се уште се усогласуваат. Изборниот законник е готов, се чека да заврши прегласувањето на 11 јануари за да влезе во процедура. На новинарско прашање за најавениот протест на ДУИ за притворените од УЧК во Хаг, Мицкоски рече дека Ахмети Сова се обидува да се консолидира пред Конгресот, но нема да добие поддршка од меѓународната заедница и ќе остане изолиран. За Конгресот на неговата партија, пак на кој ќе биде единствен кандидат, рече дека ќе присуствуваат 850 делегати и 1700 гости, меѓу кои од европските сестрински партии. Ќе биде усвоен и документ Стратегија Македонија 2030-та, што ќе биде рамка во која ќе се движи партијата и државата во наредните години. Столбови ќе бидат економија, инфраструктура, енергетика и образовни и здравствени реформи. Најави дека ова ќе биде и државно редизајнирање. Веднаш по изборот ќе ја редизајнира и партијата, ќе предложи нов состав на извршниот комитет и на сите партиски структури. Целата процедура очекува да заврши до крајот на март, пошто во април-мај ќе почне и најавената владина реконструкција.